генерацијата Z ги враќа во мода дигиталните фотоапарати. Младите од генерацијата Z почесто ги заменуваат совршените фотографии од паметните телефони со автентичната естетика на компактните џебни фотоапарати од почетокот на 2000-тите. Бунт против совршенството, наместо алгоритамски испеглани слики, се бараат силниот блиц, зрнестата текстура, драматичните сенки и благото заматување што пренесуваат вистинска атмосфера и емоција. Единствена намена, за разлика од телефоните, старите фотоапарати не одвлекуваат внимание со известување. Тие нудат посебен ритуал, фотографирање без обсесивно проверување и одложено задоволство при подоцнежно префрлање на сликите. Автентичност пред филтри. Трендот не се потпира на дигитални филтри, туку на користење вистински хардвер чии технички ограничувања носат спонтаност и откажување од контролата над рамката. Ракета на SpaceX Q3 би можела да удри во месечината. Дел од ракетата Falcon 9 на компанијата SpaceX Q3 на 5 август би можел неконтролирано да удри во површината на месечината и да создаде нов кратер. Детали за судирот. Горниот степен од ракетата, долг околу 14 метри и тежок 4 тони, се очекува да удри во близина на Ајнштајновиот кратер на осветлената страна на месечината. Последици и наблюдување. Ударот ќе создаде кратер со пречник од околу 27 метри. Издигнатиот облак од прашина би можел да биде видлив од земјата со посилни аматерски телескопи во Северна и Јужна Америка. Научно значење. За научниците ова е ретка можност да го проучуваат формирањето кратери, додека орбитерот на НАСА ќе снима локацијата пред и по судирот. Вселенски отпад. Настанот дополнително го актуализира проблемот со вселенскиот отпад во пресред на идните мисии и изградбата на бази на месечината.